Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание Јади Бурек Сител 3 телевизија. Ова интервју кое вечерва ќе го направам со мојата почитувана гостинка Слободанка Алексовска, која е директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, секторот Скопје. Сигурно требаше одамна да го направиме ова интервју, но добро. Низ годините, господја Алексовска, јас се соочувам со моите гледачи и постојаниот проблем. Работа има, нема. Луѓе пријавени на бирото, во агенцијата, бараат работа, не им даде работа и слично. Еве, убаво сега малце да се запознаеме, да видиме што ќе биде и добро и за мене, и за гледачите, како функционира агенцијата, каков бенефит можам да имам јас, гледачите, градот, а секако и Републиката, од низиното функционирање. Има многу теми кои можат да се зачнат за работењето на оваа агенција. Што е она основно и карактеристично за оваа државна агенција? Еве како еден вовет. Добро вечер пред се на сите гледачи, па и на тебе, Јанко. Благодарам. Благодарам на поканата и на можноста денеска буквално да ги запознаеме сите заинтересирани гледачи, како што кажа, со сето она што они можат да го искористат, што им се нудело, што е искористено и што ќе следува во иднина. Агенцијата за вработување всушност вработува, нели, таа е основната функција. Наши клиенти се невработените лица и работодавачите. Континуирано им нудиме мерки и услуги кои што се дел од оперативните планови кои што ги усвојува владата, и тие мерки и услуги може да ги користат и невработените лица и работодавачите. Интересно исто така што на нашиот вебсайт имаме отворени, точно така, Да, покажувам на режијата, не морате вие све. Да. Имаме објавено во секој момент колку има слободни работни места, односно колку работници во моментот објавиле работодавачите дека бараат. И тие во моментов се над 7000. Вака, добро, застанете, ве молам. Бидејќи вака и требаше да почнеме колку има работа или колку е така најинтересното, нели, што ги интересира гледачите и барам од нив да се фокусираат. Значи можете да отворите страната агенција avrm.gov.mk. Да, владина агенција avrm.gov.mk и прво што ќе го видите тоа е следново. 7278 баратели на работа. Сега кажете ми, ова е перманентна бројка, извинете, постојано се менува, значи може и за еден час да се смени за еден ден, или како се вработуваат лица, или како се објавуваат нови работни места. И сега, со години, менталниот склоп на луѓето велат. Се во ова е лажно, ова се лажни огласи, ова е лажно кажано, се веќе, секој оглас е веќе однапред договорен, вие само чиста една проформа, не оти бараат работа. Колку имате вие увид во овие работи, колку навистина ова се отворени работни места за било кој да дојде на работа, а не само огласи проформа кои се веќе затворени и така натаму. Овие огласи кои што ги објавуваат работодавачите, нормално од една страна имаат обврска за да го објават огласот, за да примат кај себе едно лице на работа. Зошто тие би објавиле оглас доколку нели не им е потребно лице кое што би го вработиле? Но законски мора да Па мора, меѓутоа они тоа нели го прават за да кај себе примат лице. Сега периодот во кој што тие би го нашле соодветното лице нели е различен, може да биде за краток период и за долг период. Ние заради тоа на работодавачите им нудиме уште една алатка покрај објавениве јавни огласи. Тоа е посредување при вработување, каде што директно во агенцијата пополнуваат еден формулар, кажуваат колку работници им треба, кој профил, нели, образование, компетенции и слично, и ние веднаш директно во евиденцијата на агенцијата пребаруваме и ја вадиме листата на сите лица кои што ги исполнуваат овие компетенции, да кажеме, кои веќе ги имате, кои се пријавени и кои бараат. Кои што се пријавени како активни баратели на работа во евиденцијата. Откако ќе ги видиме нели кои се,
ги контактираме, ги повикуваме на закажано интервју со работодавачот, нели дел од нив доаѓаат, дел не доаѓаат, и работодавачот од сите овие кои што се повикани, нормално најдобрите или најдобриот, во зависност колкав број на работници бара, си ги прима кај себе на работа. Доколку првото интервју е неуспешно, правиме второ, трето и така натаму, се со цел нели ние да им помогнеме на оние кои што навистина бараат работа. И ова алатка ја користат често работодавачите, но и директно овдека на веб-сајтот на самите јавни огласи, едно невработено лице сега може да влезе, да си прибара работно место и да си прати CV кај работодавачот. Тој процес ние понатака не можеме да го исконтролираме дали лицето ќе биде повикано на интервју или нема да биде повикано. Но имате овој ли статистики дека има ефект ова онлайн и така натаму? Секако дека има ефект и затоа сме оваа година прогласени за најдобар сајт на годината, бидејќи за најкористен од клиентите, најверојатно нашите услуги кои што се достапни за едните и за другите клиенти се искористени преку самиот сајт. И исто така главна алатка преку која што ние им нудиме работа всушност на невработените лица, тоа се мерките за вработување. И од тука ние ги реализираме сите оние вработувања и нашите клиенти невработените лица најмногу ги користат мерките и услугите кои што им ги даваме. А кои се тие мерки и услуги? Има голем спектар на мерки и услуги. Еве сега како најинтересно за почеток може да го кажеме она што е во моментов актуелно и што може да се искористи бидејќи заврши текувната 2016 година. Оперативниот план во целост го реализиравме, остана уште неколку работи кои што ги префрливме од 2016 година и актуелната мерка Македонија вработува 2. Што е тоа? Не ја знам и се извинувам поради тоа. Да, нема проблем. Не морам све да знам. Нормално, не мора. Мислам, се правдам јас. Би требало да знам. Тоа е законска можност која што е на некој начин продолжена. Прво почнавме со проектот вработување на млади лица до 29 години, па проектот или законската можност Македонија вработува 1, преку кој што над 19.000 лица кај 10.140 компании се вработија преку можноста Македонија вработува 1. Или Македонија вработува 1 со вработување на млади до 29 години, законската можност на 27.000 лица имаме вработено, што значи дека овие вака бројки нели кога ќе ги земеме во предвид, а постојат во системот, се евидентирани, значи дека навистина нели реално се нудат работни места. Сега ова продолжување на Македонија вработува 2, кој што досега веќе имаме над 4200 вработувања кај 3050, можеби уште некој работодавач во текот на денот. Всушност нуди на секоја возрастна категорија и целна група, буквално на секоја, без исклучување, која што потешко се снаоѓа на пазарот на трудот да најде работа. Тие се поделени во 5 групи, на кратко само ќе ги објаснам вака за да не оптоварувам со детали, за да може нели гледачите да разберат. Првата категорија е за лица до 35 години и во било која категорија работодавачот има можност да прими кај себе на работа невработено лице и за тоа, за сметка на вработувањето, да биде ослободен од плаќање на социјални придонеси. Во првата категорија, лицата треба да се минимум 3 месеци невработени, евидентирани во агенцијата, пред заснување на овој работен однос. Се смета дека нели оној кој што одредено време барал работа, најпрвин треба на него да му се помогне кој што подолго не дошол до работно место. И тука ослободувањето е 3 години плюс уште 1 година работодавачот да го задржи на работа. Втората група се лица од 35 до 50 години, возрастна група, каде што во последните 15 години требале најмногу 5 години да бидат во работен однос, за буквално онака како што на почетокот нели рековте, но оние кои што долго време чека да им се пружи шанса работодавачот со некаков стимул материјален, нормално, да го абсорбира тоа лице, кое што подолго време чека и не нашло работа. И тука во оваа група... А што е стимулот? Стимулот е работодавачот е ослободен од плаќање на целиот социјален придонес во висина на просечна плата и од прилика околу 1500-600 евра е на годишно ниво за едно лице за штедата која што работодавачот ја прави ако преку оваа мерка го вработи лицето. Лице постаро од
Сите возрастни категории. Од сите Прва возрастни група категории. до 35 години, втора група од 35 до 50, трета група е над 50 години. Во што се разликите помеѓу Разликите групите се во бенефициите што државата им ги дава помеѓу групите? Така. На работодаваците. Кај невработените лица разликата е колку временски треба претходно да биде невработено, а кај работодавачите бенефитот е во годините за кои што е ослободен од плаќање на придонеси. Во првата група е 3 години плюс една да го задржи, втората е 5 години плюс уште една да го задржи, третата група 5 години има ослободување, нема обврска повеќе да го задржи, тоа се за лицата над 50 години. Четвртата категорија се лица над 58 години, каде што ослободувањето трае до нивно пензионирање. И последната категорија се оние петата група, ранливи всушност категории, односно целни групи кои што Специјални потреби, да, инвалидитет. Лица со инвалидитет, Ајде да ве лица прашам, самохрани мајки. Еве да ве прашам, јас се извинувам на помладите кои сигурно не им е полесно во животот. Чисто пред да продолжиме со овие основни. Кажете ми, има ли резултати? Ама искрено, Така, вака да. споредено со другите. Секогаш работодавачите барат млади, способни, затоа што знаат дека помалце можеш да го платиш, многу повеќе ќе се работи. Као мојов камерман, земи го сега 60 годишен, ќе се глави, вака види го, Джилкош. Се шегувам. Какви се резултатите за лица, велите 58 години, 55 години, 50 годишни, тоа се луѓе кои некогаш работиле, па изгубиле работа, изгубиле надеж, многу тешко. Кој се одлучува за нив да ги вработи? Кој ги бара? Дали такви луѓе има кои бараат работа и дали наоѓаат работа? Ај малце вака по сликовито, не по статистички да ни објасните. Па токму да, затоа и дали сте направена е задоволни- креирана е оваа мерка. Дали сте задоволни од оваа Па, од- мерка со бројки? Задоволни сме од резултатите многу. Навистина, еве земете го претходниот проект кој што завршил, 19.000 лица да вработите само за една година, тоа е навистина Ама вака од е сите само групи? преку една мерка. Само од сите групи, само Од преку сите една групи. мерка. Добро. Нормално младите имаат најголем дел влечат од колачот, да Така е. речеме, на вработување, но сепак има вработување од другиве категории кои што претходно можеби се запоставиле или можеби работодавачот немало да го вработи тоа лице ако не добил токав материјален, да речам, материјално ослободување за одреден период. Сепак некако се стимулираат и на нив им треба нели поддршка и подкрепа. Некогаш е тешко да отворат работно место или можеби им треба да го отворат, ама не можат, им недостигаат финансии Ај и малце, слично. имате ли конкретни сознани? Извинете малце, сега ве дриблам Да. во наводници, ама ме интересира. Не знам, кој е тоа? Маркет ли е? Трговија ли е? Што е тоа што бара, што вработува? Еве, предпоставам дека мерките, ослободувањето, тоа му е, но тие луѓе не можат да дадат врвни перформанси како што можеле на 25 на 30 години. Кои се тие работодавачи што имаат интерес постари возрастни лица пред пензионирање, за пензионирање да ги вработат? Ето објаснете. Во различни дејности опфатени си и угостителство, и услугите, опфатени си различни лица кои што имаат, например, некое средно стручно образование, нели подолго време имаат одредено работно искуство, па подоцна останале без работа и тоа искуство кое што го има, да речеме, овие постари категории, возрастни категории на невработени лица, работодавачите Пак исто општо така ми- сакаат да го те разбирам. искористат. Пак е општо одговорот. Имаш ли барем 2-3 примера да ми кажеш? Не знам, ти нек се тоа затоа што им треба редоч за супи. Тоа е треба Па некој да е во- трпелив, млад, динамичен, не е за таа работа, или некоја продавница за бои лакови кај што треба трпение, малце да прочиташ и така натаму. Обично постарите луѓе имаат малце повеќе трпение, повнимателни, младите имаат повеќе сила, повеќе динамика, а секоја работа си бара. Ова конкретно го знам, но ме интересира. Кои работодавци еве ви се појавиле под радар, ако имате податок, ако не, Не, ќе имаме, престанам. меѓутоа не би било згодно да ги менуваме, Зошто? за конкретно во
последниве, на пример, Еве, не денови мора по имавме име. неколку стоматолошки ординации кои што така. бараа квалитетни, на пример, стоматолози и сестри кои што имаат претходно одредено искуство и се во повозрасната категорија, да кажеме. Ете, тоа за да конкретно имаат барав, не мора повеќе конкретно трпение, име. да, за да имаат Значи, повеќе во стома. трпение, на пример, со Браво. пациентите, Браво. за да може нели одат сега и пензионери поправаат зъби и слично од повозрасната категорија, да кажеме, можеби повеќе оди, баш вака и ми го објаснуваше работодавачот, најсвеж пример ми е. Кажете. Вика, повозрасната категорија повеќе вика не посетува. Добре вика кога ќе имаме некој повозрастен човек кој што ќе има трпение, па да им направи муабет. Па они сака да се пожалат нели обично и за нешто друго што ги мачи и слично. Вика младите работливи се, темпераментни, ама го немаат го имаат овој недостаток нели на трпение и искуство и вика токму повеќе ми одговара добар некој пример. кој што на Ево, сакам вистина, да извлечам нешто од имаме вас. и други такви нормално Ја, на примери, пример- меѓутоа не се толку да кажам застапени, но сепак ги има. И добро е што ги бараат. Ете што се разбудиле на некој Мене начин. еден пријател кој има продавница за бои и лакови, исклучиво постари лица, што е можно постар. Зошто ми вика, млад динамичен, ке вика ќе му падне, ке овакво, ке ми ги Се сме. поклопувам. А вика мене ми треба полека, бидејќи нема брзање, вика тука никогаш ништо. Да, Таа точно. нијанса, после оваа нијанса, па тој го прочитал, и вика 2 сати полека. Мене Да. тоа ми Тоа совршено ми трпение е, и вика, смиреност го бидејќи, имаат. вика, како апотека треба да ми се, вика, млад човек, вика, не ми брка работа. Вика, за таа работа. И мене ми остана, ова уште поодамна и го давам како пример, сигурно има други такви примери. И, колку е процентуалната застапеност, на пример, еве, велите, најголем дел од колачата е кај младите. Колкав е тој процентуално, на пример, од тие 20.000, како рековте, колку илјади работувања? 19.909 се точно Колку се на млади? од самата Америка, да Да. речеме. Најмногу имаме млади, доста голема застапеност има и од жените, на 40%, што исто така добар податок. И останатата застапеност ни е како мешана категорија и добро е да спомнеме сега за овие кои што се лица вака кои што на пример изгубиле некаква верба, па чекале долго работа и слично, да објасниме дека ние организираме мотивацијски обуки и ги повикуваме лицата во групи од отприлика 10 луѓе, баш вака тие кои што подолго чекаат, не бараат, не знаеме што се случува, за да им детално тет-а-тет нели направиме индивидуална средба и да ги Како ги надминеме тие бариери. Како откривате кој е тој? Вие Па колку имаме колку евиденција, имате имаме многу податоци во евиденцијата. Ама, одлично, као ција сте. Па така и треба во суштина. Но колку имате вие во агенцијата? Еве за Скопје да речеме конкретно. Еве не мора за Македонија бидејќи ваш сектор е Скопје. Ако можете и за Македонија да ми кажете. Така, да, нема проблем. Меѓутоа, вие само да се доискажам, ги откриваме на тој начин што гледаме во евиденцијата, имаме кој колку време бил регистриран од првото него евидентирање во агенцијата и колку време чека за работа. А од кај знаете дека он не е само регистриран колку да зема здравствено и социјално осигурување, туку дека искрено бара работа? Тоа е добро прашање и убаво е да го одговориме за да ги разграничиме некои нејасни работи кои што понекогаш ги има кај граѓаните. Еве, ја кога сум бил дете, еве искрено да, ќе бидам. уште постојат тие бариери. Значи, ја негде на 25 години, мојте ме натера и иди пријави се за работа. Ама ја не барам работа. Ако, пријави се за работа. Така. И јас се пријавив, не оти ми значеше нешто, викам, така бил редот да се пријави. Во суштина, моите знаеле дека, не дај Боже нешто да затреба, да бидам здравствено, социјално и така натаму. Штом го дознав тоа после 2-3 години, излегов и се вработив и така натаму и така натаму. Но, ако викам, ја ова сум го направил, свесно признавам тамо и стварно недолично од мене, зборам негде 80 години било тоа, тек денеска што ли се случува? И како ги откривате и како се носите со тие? Еве вака, да почнеме од почеток. Точно пред 2007 година во агенцијата беше, како што велите, јас ја памтам таа слика, јас сум се пријавила како едно регистрационо биро со големи гужви, каде што за плави картони или здравствено осигурување одеа лица да се пријавуваа. Сега во моментов, ние го немаме тој проблем, може би останало кај некого нели навиката, но сепак имаме поделба на невработените лица со пререгистрацијата која што направивме во 2012 година. И тоа ги делиме на две категории или евиденции на невработени лица. Народски кажано активни баратели на работа и пасивни баратели на работа.
Активните баратели на работа се оние кои што Фолиранти нема, сите нема, активни и пасивни. Да. Добро, коректно, Активните се оние кои што всушност на вистина бараат работа. Како Сакаат знаат? да најдат. Па они кога ќе дојдат во агенцијата, прво кога ја направиме при регистрацијата беше малку нели чудна, им ја објаснувавме зошто, како треба се пререгистрираат на почетокот, не знаеа во која евиденција додат и слично, меѓутоа сега после толку години на вистина сметаме дека оние кои што се регистрирале во овие активни на вистина бараат работа, бидејќи тие подоаѓаат, пополнуваат првен изјава, се подпишуваат, даваат своји податоци, кажуваат во кои дејности сакаат да најдат работа. Добиваат SMS пораки за сите објавени јавни огласи. Ние ги викаме кај нас и им нудиме работни места и обуки исто така им нудиме. Доколку тие одбијат 2 пати, 3 пати, во тој случај ние ги бришеме од евиденција или пак ако сакаат ги префрламе во пасивната евиденција, бидејќи не би било нели воопшто ни оправдано и кон другите невработени лица и кон нас како институција човечките ресурси да ги трошиме за некој кој што не бара работа, го викаш еднаш, 2 пати, 3 пати, нели? Му нудиш соодветно работно место кое што изјавил дека сака да го работи, а тој одбива, така? И заради тоа е направена поделбава. Али за секој случај оставивме евиденција на други баратели на работа, така наречени пасивни, каде што некој, од X причини, од навика, како што велите од порано, сака да биде евидентиран во агенцијата и доаѓа и се евидентира. Или и помеѓу две, дали е коректно, например, помеѓу две работи, ја кога сум идел од едно на друго работно место, често пати ме посочувале. Внимавај да немаш дупка помеѓу два работни односа, затоа што пензијата може да не ти се признае. Никогаш не сум ја разбрал таа логика. Зошто не ми се собере? И затоа понекогаш сум бил намерно пасивен додека да најдам нова работа, не да ми најде бирото. Сам сум си барал, но како сега стојат тие работи? Тоа не е воопшто точно. Доколку се прекине еден работен однос и има прекин Порано од беше првиот така, до вториот работен однос, Така? не се губи воопшто ни право на пензија, ни ништо слично. извинувам. Значи пензискиот Неинформиран фонд, сум крајно. вкупниот работен стаж на крај при остварување на старост на право на пензија сија всушност прерачуна пензијата која што треба да биде согласно годините кои што сме работели, платата која што сме примале. Но доколку едно лице сака да биде корисник на наши услуги или можеби работодавач сака да го вработи преку мерка која што ние нудиме, можеби тука малце нешто има забуна. При прекин на работниот однос треба невработеното лице да се пријави во агенцијата како активен барател на работа се до моментот додека ние не му понудиме работно место или додека некој работодавач не го вработи преку мерката. Значи, тука некако можеби имало забуна и да се навратам само на здравството. Во моментов сакам да укажам дека сите невработени лица имаат право на бесплатно здравство, но тие не мора да доаѓаат и да се евидентираат во агенцијата за вработување воопшто, доколку само по основна невработеност си користат бесплатно здравство. Воопшто во агенцијата не треба да доаѓаат, освен ако не бараат работа. Интересно. Повторете го. Повторете Сите го точно. за атер Так. на гледачите, затоа што почитувани гледачи, вашите прашања кои ќе ги поставите на мејл, на Facebook и така натаму, ќе се обидам на гостинката, сигурно имате подпрашања, па ќе се обидам да и ги кажам. Ако отвараме телефони, ќе имаме само 2-3 јавувања, ќе губиме време. Вака, напишете ги прашањата ако ги имате, па ќе можеме повеќе прашања. Значи, уште еднаш да им посочиме на гледачите. Сите невработени лица уживаат право на бесплатно здравство во Македонија, во Република Македонија, со тоа што тие кои што не сакаат да работат и не бараат работа, не треба да доаѓаат и да се евидентираат во агенцијата, ниту во едната, ниту во другата евиденција, за да користат бесплатно здравство. Бидејќи понекогаш останале тие, да кажам, навики кај некои невработени лица од порано, кога се евидентира за добивање бесплатно здравство, бидејќи друго никакво опипливо право не добиваа пред 2007 година во агенцијата невработените, ниту мерки, ниту услуги немаше. 2007 година е донесен првиот оперативен план. До сега имаме над 100.000 учесници и над 45.000 вработувања, што значи дека тоа Што значи 100.000 учесници?
100.000 учесници значи дека имаме мерки кои што имаме две групи, два вида или групирани мерки, кои што водат кон директни вработувања и кои што водат кон индиректни вработувања. Овие учесници се оние кои што поминале низ различни обуки, пракси и слично, но мерката не водела кон директно вработување. Они можеби се вработиле по завршување на мерката, но не се вработиле преку истата. Ме разбирате, затоа има разлика во бројките. Еве пример, со оперативниот план за 2016 година, само со една година да опфатиме, на 13.572 имавме учесници и имавме 8.708 директни вработувања. Значи преку мерките постојат, оперативен план се носи на влада на Република Македонија, цела 2016 ние објавуваме јавни огласи за една, втора, трета, четврта мерка, преку 27 мерки, замислете колку многу, и остваруваме вработување над 8.000 само преку оперативниот план, плюс тие другите претходно што ги говоревме со Македонија вработува. Различни комплети на мерки, од самовработување, субвенционирано вработување, финансиска поддршка, обука кај познат работодавач, практиканство, грантови за отварање на домови за стари лица, за градинки и така натаму. Значи секој, сакам само да кажам дека секој може да се пронеде во мерката. Ја вака ќе ги нафрлам, па може ќе произлезат прашања. Вака. Ајде почнеме од најглобалните прашања за Македонија. И преска не ви одговорив, извинете, на околу 105.000 имаме невработени лица во актива во Агенција за вработување на Република Македонија, околу над 15.500 Само за Скопје или за Македонија? 15.500 за Скопје. Сега, значи конкретно тоа беа прашањата. Уште еден интересен... Колку Македонија пред 10 години имаше невработени? Невработеноста беше 36%. 36% од работоспособно население или од севкупното население? Пред 10 години дури достигна и до 38%. Добро. Сега во моментов е на рекордно најниско ниво 23.4%. Уште еднаш. На севкупното население или на работоспособното население? Значи, тоа е податок согласно Државниот завод за статистика, кој е официјален податок, нели меѓународно признат. Така е. И вели дека 23.4% во моментов е невработеност. Сега тука не влијаат сите само мерките за вработување, влијаат многу фактори. Дали е тоа на целата популација процентот или е на работоспособната популација процент? На работноспособното население. Колку имаме ние работоспособно население по статистика? Точен податок во моментов не знам колку имаме. Може ли ми рамковно, оквирно нешто да кажеме отприлика? Па тоа треба согласно ДЗС да провериме точно. Тие податоци вака оквирно многу не се не би ги шпекулирала, да, ама можам друг податок интересен да ви кажам. Колку е административно во Скопје намалена невработеноста за цели 10 години. Еве, добро, конкретно колку имаше невработени 2006 во проценти. 2000 во проценти. Колку е намалена? Зошто во проценти? Зошто па, не видете, конкретни бројки? Во проценти официјално настапуваме со проценти, бидејќи со бројки малку е шпекулативно да се информира, може да се злоупотребуваат. Вечерва поевтинуваат горивата. Сега дали ќе кажеме поевтинуваат за 1 денар или за 2%, тоа е, мислам, истата работа. Зошто? Мислам дека дури мене ми звучи... Перманентни се бројките и се менуваат кај нас. Ако сега, например... Па тогаш и процентот се менува. Точно така, меѓутоа процентот го вадиме на годишно ниво, а бројките ни се менуваат на дневна основа. Па добро, кажете така. Ми ги рамковните бројки, тие не се драстично за една година сменети. Какви биле во 2006 година? 200.000, 300.000 невработени? Така, дуплирани се, да, огромни биле разликите. Во проценти намалено е за 49% невработеноста во Скопје. И тоа е вака... во период од 10 години зборуваме. Оние што не ви веруваат, велат не е намалена невработеноста, туку луѓето си заминале. Вашите податоци што говорат? Дали тие 50% намалени се избришани или навистина имате податоци дека се вработени? Па точно така, јас за тоа велам административно согласно податоците во систем. Значи тоа е податок кој што се запишува, е еден образец, значи внесен податок, внесено вработување, врз основа на тие административни податоци ние го вадиме овој процент. Не можеме да вадиме проценти на некој кој што заминал или не сакал да работи слично, туку ние вадиме проценти на малена невработеност, голема невработеност на база на регистрирани вработувања. Затоа нели претходно ги значи, споменувавме. Неизбришани,
туку вработени. Вработени лица. Така. Колку за овие 10 години се вработени преку агенцијата и преку сите овие мерки на владата на Република Македонија, на агенцијата, еве, например, во Скопје. Знаете зошто ве прашувам? Имам пријатели, имам познаници, ја низ мојава работа сум се сретнал со разни луѓе, вие сте многу прецизни, баратате со статистики, претпоставам дека на многу гледачи тој им помага, но ја малце се обидувам и таа човечка линија, малце по-логичка, по-емотивна да ја држим. Ми се жалеле луѓе, бизнисмени, работодавци, кои ја морам и да ги сретнам заради спонзорство и заради 300 работа, затварале фабрики. Особено текстилни фабрики ми велат дека пар дали се останати во Скопје. И тие што работат неколку се со постојан отворен конкурс за вработување. Едноставно ги селат фабриките, отвараат погини во другите работни места, во другите места каде што има поголема невработеност, затоа што Скопје велат дека е просто заситено. Едноставно ми се жалат луѓе од услужни дејности, значи ресторани, кафани, од бутици, од маркети и така натаму, дека постојано имаат потреба, но дека потребата е поголема од што понудата. Дали е тоа точно? Да, па согласно податокот колку имаме објавени работни места во кои дејности, токму овие кои што вие ги споменувате, значи таму и се бараат работници, услужни дејности, услуги, здравство, текстилни работници, шивачи, пеглачи и слично. Така да најмногу имаме таму побарување. Сега работодавачите имаат опција, доколку, како што кажав, сами не на оглас не најдат соодветно лице да побарат од кај нас од агенцијата. Еве сега кликнав на вашата страна, можете да се свртите, господја Слободанка. Значи на овие 7278 и имам овдека ми се отворија можности за повеќе страни каде што конкретни огласи за вработување. Да, горе може и да се избере центар, односно град. Да, овде може и да се одбере да се малце стесни изборот за оној кој што пребарува. Каде барате, што барате и така натаму. Значи, ова се активни огласи каде што повеќе или помалку. Често пати луѓето, пак ќе го повторам тоа, ќе ми речат, не, Јанко, све е тоа договорено, нема шанси, никој не ме прима на работа. Има ли шанса некој денеска да го каже тоа? Порано беше така. Навистина, луѓе имаше бара работа. Мене ми се случувало, ми се јави една жена овде во емисија, вика, 7 години сум на бирото, вика, пред 3-4 години се случи тоа, ми се јаво, вика, 7 години чекам работа, не можам да добијам. Викам, шо било работеле? Било што. Како што спушти, мене ми се јави мој пријател кој има своја компанија, не е важно што и како, ми забрани јас сакав да го пофалам, нели, ама ми забрани. Ми се јави, вика, пратија жената кај мене. И ја пративме и таа работи сега денеска таму. Знаеш, ми станува сега чудно. Одеднаш сретнувам се повеќе луѓе. Дали се тоа локали, дали се тоа бутици, дали се тоа, еве, угостителски или не знам какви. Имаат недостаток од работна сила, од друга страна се жалат нема работа. Секако тие што се жалат и што бараат работа, викаат многу се мали платите, вика не ми се исплати да идам на работа. И сега тука тој баланс, што имате ли некаков коментар на се ова? Збориме за Скопје, не можеме за Македонија. Така, да, нема проблем. Генерално, нели, и слична е ситуација. Слична е состојбата, да. Скоро секаде можеби се разликува во профилите кои што ги бараат работодавачите, се нудат. За оној профил на луѓе кои што недостасуваат на пазарот или можеби ги има како работници, ама немаат доволно, да речам, искуство, квалификација или отишла напред технологијата, производството, па дури и во конфекцијски или фабрики. Особено таму сега работат со компјутеризирани машини, мора обука да помине. Точно. Се развиваат, одат напред. Некои луѓе кои што претходно работеле на тоа работно место нема доволно искуство со новиот, да речам, начин на технологија кој што надоаѓа исто така и со напливот на странските инвестиции. Тоа сакав да кажам дека ние имаме обуки за побарани занимања на пазарот на трудот. И овие лица кои што
сакаат да најдат работа во некој можеби друга дејност, а ги немаат тие квалификации, нели? Добро. Работел како зидар или било што Добро. друго, сака да работи сега во конфекција или или како келнер, Добро. ние нудиме обука за тоа. Поминуваат од 3 до 4 месеци обука, теорија и пракса реална кај работодавач. Значи, и добиваат вие имате- обука. Вака да ве разберам, вие имате некој договор, на пример со одреден ресторан или со одредена шивална Не, или ние со одредена имаме, конфекција, па кога има Овластени побарување... провајдери. Овластени провајдери, значи тоа? приватни, тоа Приватни значи провајдери. дека само тие може кај нас да аплицираат во мерката, така. така за да може на лицата да им дадат соодветна обука и да бидат сертифицирани, на крај да добие сертификат кој што има тежина дека тие се обучени и знаат сега да работат Дали на нив им плаќате за тоа? конкретното место. Да, на нив им плаќаме хранарина и превоз и е вклучено Не на луѓето, на компаниите на кои го компаниите, точно, на луѓето хранарина и превоз им Така. плаќаме. И вклучено е осигурување од наша страна платено при Браво. повреда на работно место, затоа што на обуката не Боже може да се случи или некоја незгода, а на работодавачот му плаќаме одреден материјален надоместок кој што ги покрива сите оние трошоци оперативни или материјални, зависи нели сега за што станува збор во обуката, за да всушност му даде квалитетна обука на нас како држава, ни овозможи лицата да се обучат за да добијат работа. Во кои сегменти го имате? Какви имате овие? Како ги рековте? За сите овие обуки. Не обуки, него провајдери. Овластени провајдери. Овластени провајдери. Колку ги имате и во кои сегменти ги имате? Тоа се приватни компании, значи работодавачи, кои што имаат на некој начин и општествен сенс лук, да кажам, одговорност и сакаат да бидат регистрирани. Тие поминуваат маца вака административно, ама на кратко. Една постапка административна преку Центарот за високо образование, Министерството за образование и наука, каде што целиот тој концепт на обука мора да го склопат и откако ќе бидат овластени да аплицираат во нашата мерка за да земат кај себе луѓе на обука. Некои од нив може ќе ги задржат, нели ако им се покажат како добри работници, да. И колку вакви имате овластени провајдери? Па над 20 веќе имаме приватни компании. Во кои Во сите сегменти имаме. Например? Во сите сегменти имаме и за конкретно за шивачи, може да се обучат луѓето за шивачи. Може во гостителство за келнери, баш тоа што во моментов нели се бара. Имаме во IT сектора, значи различни и континуирано исто така одиме на терен кај работодавачите, ги викаме на различни форуми покрај сите мерки и ово им го презентираме, особено на оние кои што еве вака велат имат некакви фабрики, нели им требаат повеќе работници, а велат нема компетенции, пример не можеме да најдеме или ни ги зимаат странските инвестиции, ни се жалат, нели? Доаѓа странски инвеститор, си ги зима најдобрите работници и тој не може да најде. Во тој случај ние вака му велиме, окей, ќе ти помогнеме административно, нели регистрирај се, кај себе ќе земеш луѓе кои што ќе ги обучуваш за други компании, но и за себе. Ќе си обучиш луѓе бесплатно и ќе си ги земеш после на работа преку друга мерка. Ова е убаво вака кажано. Конкретно има ли ова конкретно? Да, конкретно има. Кажете ми, еве ги спомнавте странските инвестиции во Скопје, индустријските зони, странските инвестиции се отворија доста низ Македонија и така натаму. Повлекува ли они многу од агенцијата луѓе, бидејќи сепак таму да работиш во странска компанија, малку се подобри условието од што во домашните компании, има повеќе шанси за прогрес и таму личниот ангажман, ако дадеш нешто повеќе, знае да се регистрира, знае да биде награден, иако па знае да биде и деноноќно 24 часа, како што некогаш сонуваа за во Југославија кога се работеше и во 3 смени, нели? Па сега повторно го имаат тоа, па се жалат ете дека работели во празници. Шега на страна. Како е со странски инвеститори? Дали они имаат побарувања за работна сила? Да, секако ние имаме комуникации со работка со секоја компанија која што ќе дојде. Им нудиме помош при регрутирање на кадрите, апсолутно. Дури дел од нив учествуваат и во некои од мерките. И до сега околу бројка некои 18.000 лица на ниво на Република Македонија се вработени во овие директни странски инвестиции. Но да не ги запоставиме и домашните компании, кон нив сме навистина исто така многу преориентирани, бидејќи сакаме да им овозможиме и на нив квалитетен кадар и многу поволности кои што
можат да ги искористат. Бидејќи сепак нели странските инвеститори си имаат одреден пакет кој што тука си го користат и супер и треба да доаѓаат и овој позитивен тренд на привлекување на странски инвестиции на вистина треба да сме благодарни што постои така бидејќи се отвараат многу работни места, но се насочуваме и кон домашните компании за да им помогнеме да отворат нови работни места. Реално им треба работник, ама некогаш нели без средствата кои што ги имаат, посебно маливе, средниве компании, им треба стимул да ги вработат. И исто така многу полагаме сметка преку мерките, добро е да се кажи за гледачите, некој ќе сака па да се само вработи. Добро. Да отвори собствен бизнис. Добро. Го развиваме предприемничкиот дух и невработените лица. Нели во подемње предприемништвото добро е да се отварат собствени бизниси, некој има конкретна. Многу сум скептик. Зошто јас кога ќе кажам податок, може ќе се разобедите. Над 7800 бизниси досега се отворени со мерката самовработување со добивање на грант. Која е целта? Колку од нив сега не може да ги затворат фирмите затоа што се улетаа на таа реклама, и тоа е мојата критика до владата, ја лично се најдов во една таква ситуација. Отвори фирма, викам лесно за отварање и навистина. Боза, вака ја отвори фирмата. Арно, ама работењето не. А законот, УЈП, бара веднаш од мене, плата, ова, она, мене работа не ми иде. Година не ми иде, 2 години не ми иде, 5 години не ми иде. Овие ме притискаат. Едва и успеав да ја затворам фирмата. Со многу пари, со многу нервоза. Деца ми плачеле. Деца, кога зборам деца, да, гледач, вика, улетавме, вика, отвори фирма, вика, ама не тргнуе бизнисот, нешто, тргна месец, два, сега немам. УЈП ми бара, морам плата да се исплатам на себе лично, еден вработен. Ја немам, вика, никаков прилив. Тој не го интересира ме, вика. И ме терети. Блокирана фирмата, извршители ми доаѓаат, ја, вика, сум у паника, вика, што е? Па нели имаше акции, ајде, па ќе ги затвараат, па ова... И тука малце како да немаше... Да, тоа е надвор од нашата мерка. Знам дека е надвор, да. Ама... Сега зошто сакам... Зошто преку вас и преку оваа мерка некој би поминал подобро од што е ја, например? Тоа сакам малку вака да го разглобам. Прво имаме пријавување нормално на невработените лица. Потоа добиваат обука. Што значи предприемништво, кои се ризиците, кои се предностите. Составуваат бизнис планови. Од овие 7800 бизниси пута 3 најмалку лица аплицирале, значи ние ги селектираме оние кои што навистина имаат бизнис идеја, таа им е реално остварлива, практична, тие ќе функционираат. Чекај, вие успевате, вие им помагате во менаџирање и во правење на бизнис план? Точно сега ќе ви кажам, знаете какав процес е? Прво трае Тој бара голема стручност. Од 4 до 5 месеци трае од аплицирање додека лицето да го отвори бизнисот. Значи тој аплицира, добива обука, работи со експерт кој што го прави целиот бизнис план. Така, да знае што е прием, цени, ги учиме, маржи, се што треба. Даноци. Им нудиме сметковоцени услуги, Браво. бесплатно им ги регистрираме фирмите. Понатака административно ги водиме во целиот процес. Браво. Им даваме, значи, има многу апликанти, ама се проценува согласно бизнис плановите, согласно финансиските критериуми, се дава оценка кој од нив со бодирање, тоа е многу објективно. Па вие делувате како инкубатор. Па на некој начин може да се каже и се бодираат. Најуспешните со најмногу бодови всушност го добиваат грантот. Се со цел нели да се намали овој ризик. Од каде се тие грантови? Владени грантови? Владени грантови, точно, кои што се во износ од 3000 евра за секој отворен бизнис и овие средства се можеби за некого малку, за некого многу, но доволни за основно да се почне со еден бизнис, да се купат основни опрема, материјали некои, за да тоа мало кревко бизнисче, да речеме, никако го зацврстивме. И додатно на ова што вие го велите, не сте можеле да исплатите при донес и слично тешко, оваа година и минатата, сите оние кои што отворија бизниси преку оваа мерка, може да ја користат мерката Македонија вработува и да бидат ослободени од плаќање на придонеси. Значи добиваат... За кој период? Во зависност од тоа во која возрастна категорија се, најмалку 1 година, најмногу 5 години. Так. Значи тоа е вака бенефит. И уште возрастната категорија е важна или во кој сектор, во кој за ослободувањето Македонија вработува е важна возрастната категорија за да се извлече правото. А не во која област е... отварањето на бизнис не е битно во која дејност, сите се поддржуваат бизниси и оваа година исто така покрај Македонија вработува поддржавме и бизниси во поголем износ, што значи тоа?
оние кои што бизниси покажаа дека поради природата на функционирање и слично мора да вработат уште едно лице од самиот старт, основачот и второто лице се ослободени од плаќање на придонеси по Македонија вработува, добива 3000 евра за да купи опрема и репроматеријали и добива уште 1500 евра за додатна опрема да си купи за второто вработување. Веќе 4500 евра се прават. Значи, само ја треба тоа да посакам и да се пријавам кај вас и активно да покажам интерес Да, и вие ќе ми еден ден помогнете пред во тој објавување на јавен оглас, само На јавен активен оглас. барател, толку, ништо повеќе, нема повеќе чекање на години и слично. За колку луѓе е ова лимитирано? Ова на годишно ниво е за отприлика 1000 лица лимитирано, а досега над 7800 бизниси се отворени и добре еве вака ексклузивно да кажеме. Значи, фул го искористуваат целиот потенцијал? Малку е како фул го Значи, искористуваат, многу има уште поголем има поголем барање. има побарување од она што можеме ние да го обслужиме согласно средствата и буџетот. Што Од прати? следната Да, година, што така. е вака интересно еве да чујат, Од 2018. го имаме 2017-та, здравје оваа. со формирање на новата влада, тоа е оваа Добро. година, следна е за мене бидејќи уште не е донесен оперативниот, па си го си ја влечам Фискална. старава година Да, фискална. добро. Лицата во новата програма реално на ВМРО ДПМН опфатена е таму мерката, лицата ги добија 4000 евра наместо 3000 евра. Плюс сите овие дополнителни што ги набројавме, нели, ослободување и стимуланси. Очигледно- И доколку и бизнисот се покаже како иновативен или најдобар, неколкуте најдобри, им даваме уште една стимулативна поддршка повторно во финансиски нели средства за да купат додатна опрема. Кој е критериумот по што оценувате дека е нешто успешно? или Имаме неуспешно, економски или- параметри по кои што се гледа, најуспешните тука се сведени на минимум, ги немаме оние децидни формулации Добро. за инвентивност и Океј, не се иновативност, трошете за значи тоа. Ај конкретно, во кој области најмногу се отвара овие нови бизниси? во сите области буквално се отворени, повторно услужните дејности, угостителството најмногу ги имаме, во здравството исто така имаме адвокатски канцеларии исто така отворено доста, значи опфатени се буквално сите лица. Секој кој што има за нечиството исто така е доста опфатено. Да, навистина? Да, за И ова е нечиството. интересно, нели, обично за Имаме- нечиството. Во кои сегменти за нечиството, например? Ми интересираат податоци, ова е доста шарено интересно за Така, гледачите ако имате. во сите делови е поддржано и заедно со Занечиската комора ги повикуваме сите корисници и регистрирани лица за да им ги објасниме за да може да ги искористат. Имавме една мерка која што можеби малку негативна критика се доби од граѓаните. За 10 лица поддржавме да се научат за плетење и везење жени, но тоа не беше она стандардно класично, беше она рачно кое што го бара, например, на пазарот, а особено за извоз. Како, например, модернистички стил, разни ткаини за завеси, за чаршави, така натаму, облека рачно изработена. И од нив, нетрадиционални, од нив 3 жени од 10, 3 значи успех и само една, а не па 3. Секој нели вработување е бенефит, се бориме за секој работно Не место. ве разбирам, што сакате да ми кажете? 3 од нив си отворија собствен бизнис и успешно работат. Што работат? За нечиство, значи прават каинини, завеси изработуваат, миленциња, облека везат, капи, шалови, значи тие работат и една од нив веќе има склучено договор со германска компанија и прави извоз нестите. Значи сакам да кажам Чекај, како она плете со раце, колку може да има сплете купено со раце? опрема, машина А веќе и нормално. машини да, купуваат и преку они? мерката е поддржана со грант од 3000 евра, што значи сакам да кажам секое работно место ни е значајно едно да успееме, разбирате, А зошто секого беше да го критиката? поддржиме. Па не, беше малку така смешно им делуваше на Луѓето дека ги учете дека е жените за плетење и плетење. везење, меѓутоа ете 3 од нив нели си успеа да си отворат бизнис и се А што видно со тие што не екзистираат за успеа? себе. Тие што не успеа преку други мерки ги поддржуваме и ги насочуваме во други насоки или Не можеби ги ќе ги баталивте, не ги охрабриме. остави? Не, апсолутно. Секој наш корисник е Како не обично- подеднакво важен. Добро, малце луѓе тешко поднесуваат неуспехот. Како реагираат тебе? Се обиделе, сте му дале пари ово, она. Не успеало секој, така? Не Да, успева точно, не секој. може, да, не Што кога нема да успее? 100% успешност нели е нереална. А кога нема да успеат во случај да отворат бизнис преку оваа мерка се зборуваме, ако го затворат бизнисот, треба да ги вратат 80% во првата година, 60% во втората година средствата. Како да кои ги што вратат? ги, Чекај, па, па сум видете, вложен во бизнисот идело склу- и реално вие го следите, не успело, потрес на пазарот и се
и ја немам, како Па ќе ви ги мораме и вратам ние да пари? имаме заштитен механизам, бидејќи знаете како може да дојде до злоупотреба, да ги зема средствата да купат опрема, а реално да не сака да го работат бизнисот. Нели мораме да имаме некакви заштитни механизми. Ама мора да имате и некаква толеранција за некој за кој тоа не искрено се се враќаат, трудел. точно, за тоа во 100% не се враќаат Ама средствата. пак се едно ако тој, И- ако јас, еве, сум се обидел. Не, чекајте малце. Да сакам да кажем и спогодби дека правиме на да не ги ето, враќаат одеднаш средствата, туку да се враќаат нели на Пак одредени не месечни разбирам. паушали кои што Пак не не сме. разбирам. Што да направам јас, еве, преку вас, се сум идел, се сум ве слушал, се сте ми помогнале, пропаднал бизнисот и сега ми викате врати ги парите. Како да ви вратам? Немам Бидејќи што да ви сега вратам. индивидуалното вложување и ризик факторот секогаш треба да биде и пресметан во бизнисот, па Тоа некогаш го знаат ли од почеток? им го укажуваме. Им го обрнуваме кажувате ли добро или им го кажувате со ситни бројки како Не, осигурителните? имаат детална обука околу тоа. Они се свесни Да, дека се свесни ако точно ја и утне дека ја потпишуваат треба да договор врати. во кој што договор децидно се наведени и правата и обврските кои што ги имаат. Им ги образложуваме буквално. Што ако некој не може? Што ако еве искрено се трудел и све и пропаѓа и еве и машините ви ги враќа и се, немам повеќе што да ви дадам. Не, ние не одземаме машини такви работи, мора да ги врати средствата, сега на каков начин ќе се снајдат, мислам, тоа е повторно индивидуално и до сега не сме имале некој сериозен проблем околу вака затварање на бизнис и некој што немаше да врати средства. Очекував дека овој интервју го планирав за 60 минути, очигледно дека ќе трае многу подолго, имам уште многу подпрашања, доста интересно. Се чувствувам малце посрамен, бидејќи би требало да ги знам малце подетално, но бидејќи за многу сегменти ви благодарам, прилично едукативно е се во ова. А почитувани гледачи, вас ве повикувам, прашањата што ги имате да ги поставите, да ги напишете на Facebook профилот каде што иде и стримингот сега, па на господја Слободанка ќе ги поставам подоцна во текот на емисијата, откако ќе ги изелаборираме сите останати сегменти и подпрашања. Повели. Пошто продолжуваме кај Идеме со реклами сега, ама повели, ајде. Ајде, после реклами ќе објасниме детално, имаме мерка уште една за отварање на бизнес. Ова ми е моја мерка за да земам плата. Ако не го направам ова, после тешко дека ќе ви ги вратам пари. Согласувам, апсолутно. Режија, ајде да заработиме. Сакам да го споменеме. Добро, продолжуваме со разговорот. Она што го читав деновиве дека според извештајот на Светска банка, каде што сме позиционирани на 10-то место, Македонија doing business и така натаму. Колку ова има фактор вашата работа, вие едно со друго и колку вие предонесувате во тоа или виз верса? Да, тоа е податок согласно последниот извештај на Светска банка Doing Business дека Македонија е на 10-то место во светот или меѓу првите 5 во Европа по условите за водење на бизнес. Тука не би можело да се каже дека само нашата мерка придонесла или нашиот ангажман, се вкупните фактори во државата придонесуваат за да се добие вакво позиционирање, односно на вистина да имаме можност во добри услови да се водат бизниси, да се отвараат пред се бизниси и тие да успеваат во Република Македонија, нели позитивната економска клима, рамните даноци, мерките за вработување, лесниот пристап кон отварање и регистрирање на компанија и така натаму, значи сите фактори би можело да кажеме или целокупното работење на владата и остварување на ветените програми, конкретно на владеачката политичка партија ВМРО-ДПМН, допринесле во овие 10 години за да ние толку високо се позиционираме. И сега кога сме кај бизнисот, ќе се навратам и на можноста за отварање на сопствен бизнис и со мерката кредитирање. Каде што овдека Што е разликата помеѓу едното и другото? Так, сега ќе објасниме. Во првата се е само вработување со грант, каде што парите кои што ги даваме се неповратни, не треба да се враќаат, тоа е грант.
А во вторава средствава се кредит со многу поволни услови. Тука имаме Што можност... значи поволни услови? Да, сега ќе објасниме и тука имаме само уште една разлика. Имаме во вторава кредитирање имаме можност да се здружуваат повеќе лица при отварање на бизнис и да земат поголем износ на средства. Едно лице зема 3000 или 5000 евра во зависност од тоа дали бизнисот од помал или поголем обем. И за пример, ако се здружат 3 лица, ќе зема 9000 евра, така? Кој го дава кредитот? Кредитот повторно го дават банките во договор односно имаат склучено договор со со владата на Република Македонија, а мерката ја спроведуваме ние. Добро. И владата ги има овозможено овие поволни кредитни линии. Каматната стапка е... Приватно ја не би можел до таа кредитна линија да дојдам со тие поволности што ги нудите? Не може, вие? приватно Не може. само преку агенцијата со Што се- спроведување на јавен оглас. Што се поволностите Ова на кредитот? мерка кредитирање е за отварање на бизнис или пак фирма, компанија приватна може да дојде и да вработи лице, а за сметка на вработувањето да земе кредит, пари. Ме разбирате? Е, сега што е можноста? Да се отвори бизнис, средствата тука се ненаменски, кај само вработување средствата се наменети стрикно за купување на опрема и репроматеријали, кај кредитирање средствата се ненаменски, може да се плати кирија, да се исплатат плати, придонеси, да се купи опрема или што и да треба нели за отварање и водење на бизнисот. Се здружуваат повеќе лица, повеќе пари се земаат и каматната стапка е само 1% на годишно ниво. И имаме грейс период за враќање на средствата во зависност. Една година е пример за 3000 евра, а ако се здружат повеќе лица, се земаат повеќе средства, автоматски нели грейс периодот расте. И расте. Не знам дека автоматски расте. Што, колку расте? Ако земат 5 лица по 3000 Во евра... 2,5 години ќе биде периодот кој што треба да го да не враќа, значи грейс има периодот, има некоја прогресија така, по која... има прогресија, имаме ние, значи, како некоја математика, да речеме така, равенка, која што ја рачунаме за корисниците и повторно тука им помагаме при изготвување на бизнис план, им даваме одредена мала обука и истите тие може да отворат свој бизнис или ако сум работодавач приватен, да вработам лице, ама за сметка на лицето да земам пари, кои што мене ќе ми требаат за одредена насока за развивање на бизнисот. Ајде ова сега да ве прашам. Се едно дали преку вашиот инкубатор, ја го нареков инкубатор, она Така. за самовработување или ова со самокредитирање, така го нарекувате, самовработување, Самовработување со грант и самовработување со кредитирање. Со кредитирање. Ако ја, еве, ве прашав, што ако сум неуспешен, како ќе предпоставувам дека не им идете со нож над глава животот да им го скратите на тие луѓе, Апсолутно, предпоставувам така. дека имате некоја толеранција и имате реален увид во состојбите, нели? А секако и да спречите манипулации. Но, што ако сум супер успешен, благодарејќи на ова? Постои ли некоја клаузула која вика промил или процент следува, треба да даеш на државата или така натаму. Ако, еве, ја преку вашите 3000 успеам некој производ сум извадил, например, некој фаст фуд кој стане успешен во наредните 5 години, ја тоа го извезувам и заработувам огромни средства. Дали постои некоја клаузула која ме обврзува мене спрема вас, освен она да си ги вратам парите и така натаму, нели, бидејќи со кредитирање ги враќам, со ова помош која ги добивам тие грантови, пак извесен период ја треба Мора и да ги биде вратам. активен, Така? одреден период со првата мерка, да не ги врати средствата, тоа се 2 години, а овдека мора по истекот на грейс периодот паушално месечно да си ги врати врати. кредитот. Но, да одговорам на прашањето, обврска кон агенцијата или државата понатака нема. Само средствата со кои што вас ви се потребни и сте вработиле лице или сте се само вработиле, сте ги земале, сте должни да ги вратите бидејќи тоа е кредит. А друга обврска немате. Вие ако сте успеале со 3000 евра да направите 300.000, секоја чест, тоа е ваша заслуга и ваш успех. Кон државата понатака не должите ништо. И немаме казнени камати или нешто слично во мерката. Не, во мерката Македонија вработува, таму сакав да кажам, да се навратам назад. Добро. И преку оваа мерка имаме над 4500 бизниси или дополнителни 1150 вработувања. И тука е една мала дигресија. За Македонија со кредитирање. И тука сакам една мала вака дигресија од темава да направам. Во така наречената, јас ќе критикувам нормално, програма Живот некаква, каде што имаме не цели неколку реченици за проекти
имаме мерка која што веќе постои. Тоа е ова е нашата мерка, давање на кредити на млади до 15.000 евра. Сега, јас што сакам овде да направам разлика. А тоа опозицијата младите, точно така. Младите во моментов се поддржани со мерка кредитирање. Во овие 4500 бизниси на 30% учествуваат млади и младите со измената во 2014 година не земаат само 15.000 евра. Туку можат да бидат поддржани во висина со највисока до 23.000 евра за отварање на бизнис. Што значи дека мене ми е смешно и абсурдно никој да ветува нешто што постои и тоа во поголеми размери. Тука вака малку сакав да се спровоцирана да објаснам. Зошто не ворете кога пошироката јавност не знае, еве како мене, тоа можеби ќе му упали. И они рачунаат на луѓе како мене кои не се информирани, кои не му е многу важно, ама ајде лесно дека ќе работам и мене фино ми звучи тоа. Така што сепак добро препозна граѓаните и повторно не знам. Океј, ќе видиме. Се надевам. Гласа за ВМРО да плати. Платите се кај нас најниски во регионот, најниски во цел свет, не се најниски во цел свет, но многу се ниски. Доаѓаат странски инвеститори, домашните инвеститори, секако многу им е лесно да го почнат бизнисот. Се чудам зошто не и експлодираат толку добро со бизнисите кога трошоците се навистина мали. Државата те ослободува, платите се навистина минимални и незадоволството кај крајните граѓани е големо за многу мали пари. Сега се вика минималната плата да се покренува, да се подига и така натаму и така натаму. Ја па велам, што треба да се случи за да луѓето добиваат поголеми плати? Што е тоа? Господинот Груевски се обиде нешто да објасни, но еве вие во агенцијата сигурно имате некоја представа, не сте вие сега ни министер за финансии, ниту министер за економија, но еве имате сигурно некои познавања. Што е потребно за едно општо ниво на подигање на платите? Платите во Република Македонија не се најниски и прво би започнала со информирање на некој начин кон гледачите дека за прв пат имаме загарантиран минимален износ, иако тоа е основен, значи почетен износ, тоа не значи дека мора работодавачите тој износ на сите да го исплаќаат, нели? Имаме разлика во платите. За прв пат во владење на оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН имаме загарантиран износ на минимална плата. И овој износ кој што со носење на законот во 2013 година беше 8.050 динари, денеска достигна до 10.080 динари. И тој ќе расте до 2020 до 14.000 динари. Тоа е, на некој начин, сакам да укажам дека навистина е добро кога барем минималната плата е загарантирана, бидејќи знаеме порано по 4.000 динари за цел месец работење. Таа е загарантирана согласно закон и под оваа плата работодавачот за ниту едно вработено лице не смее под овој износ на плата исплатена, не смее да исплатиме, разбирате? Во било која работа, без оглед дали е администрација ова е минималниот, без оглед, ова е или работи во семкарница, ова е минималниот износ. Минимален износ, едно при лице невработено се пријавува во работен однос кај одреден работодавач и тој под 10.080 динари нето, збориме плата, не смее да исплати за ниту едно лице. И тоа е вака еден на еден начин, не велам дека тоа е најдобриот износ што може едно лице го добие, што повисоко подобро, ама добро е што не е барем нели 4.000 сакам да кажам. Вака сега да те шалтам малце бидејќи овдека си се цело време у свој води. Ние идеме со месечна плата и стално ни е тоа минимум месечна плата и така натаму. На запад во Соединетите држави каде што малце подобро се тоа пазарно стопанство кое ние идеме, немаш на хартија ово што ќе те прашам, тоа е сигурно. Веројатно. Одат со дневници или сатница. Минимална сатница, например, да изнесува $1, €1, 100 денари и така натаму и така натаму. Зошто не пресметуваме така? Или зошто идеме плата со минимум 8 часа работни обврски? Не секоја работа бара 8 часа, не некоја работа бара и 4 часа, за истиот период некоја бара целодневен ангажман, сатница. На запад тоа е многу добро. Часови, и тоа е многу стимулативно. Знаеш ти дека за овој час го работиш, добиваш $1.20, па сега ти чини, не ти чини.
Зошто ние идеме со ова? Кај нас има можеби не иста слична можност и работодавачот со работникот си ги уредуваат меѓусебните односи, права и обврски. Не мора да биде 8 часа или 40 часа неделно, значи може да биде пријавен само на 2 часа работникот, на 1 час, на 5, може дополнително да работи кај друг работодавач со согласност од првиот и така натаму. Значи дека сакам да кажам, кога велев за оваа минимална плата, добре што под таа не може да се исплаќа за 8 часа дневно работа, ме разбирате, за еден период од 1 месец. Но може да се регулира работниот однос помеѓу работодавачите и работникот онака како што на двајцата им одговара или како што налага самата природа на работата. Може да се работи во смени, нели? Може Добро. пократко за да трае покриеме и работниот друга категорија. Само да им објаснам на гледачите, поставуваат прашање и за Куманово, сигурно дека ќе им помогнеме со некои одговори тука, иако вие да ви кажам дека мерките за сите за сегда се исти, за цела Македонија, да. Она е одговорна господја За Скопје. Слободанка за Скопје. Но не е проблем, ќе помогнеме на секој заинтересирано лице Има и со некои контакти. прашања, па во врска така, ќе да, не е ќе им- никаков проблем, точно. Вака. Рековте ги запишав неколку за ранливите категории, за пензионерите, за социјалните придонеси. Еве, например, категории и целни групи се опфатени, најранливите, социјалните надоместоци. Тука имаше некое покачување. Дали ќе има покачување и од што зависи покачувањето? Точно така. Значи, збориме за луѓе кои кои со што специјални примаат. потреби, со инвалидитет, тешко болни, нега за нели дополнителна нега и така натаму што им е потребне. Тоа Каква се е тука така, ситуација? социјални права кои што може да ги користат граѓаните кои што се во одреден социјален ризик и тие всушност не се виновни што се нашла во таква состојба. Овие социјални права ги исплаќа Министерството за труд и социјална политика, не се во надлежност на Агенцијата за вработување, но тие генерално во последниве 10 години растат и има тенденција за нивно зголемување. Исто така, дел од нив порано и ги немало, а сега се воведени, како што вие претходно кажавте, сите овие мерки за вработување, зголемување на плати и пензии, социјалните права кои што ги уживаат граѓаните, најголема заслуга има владата, односно председателот на владата. Јас искрено кажувам благодарност до господинот Никола Груевски, кој што несебично посветува внимание на сите овие теми и произлегуваат сите овие права кои што граѓаните може да ги користат. Еве конкретно зголемување на социјална парична помош. Имаме од 2006 година била 2900 динари, во моментов е 4927 динари во 2016 година. Да, и цените Значи, пораснаа од тогаш до сега. Точно, меѓутоа имаме огромно зголемување и тие повторно ќе се зголемуваат, што значи дека некој внимава на овие целни категории на лица кои што се најмногу загрозени, но овие права не треба да одат со тенденција на еден висок пораст, бидејќи ќе бидат демотивирани да тие работат. Нели, да работат и да остваруваат всушност плата. Но збориме за оние кои се со траен инвалидитет, оние кои никогаш не ќе можат да работат. Точно, тие права постојат, континуирано се зголемуваат и во новата програма има покачување. И кај нив не треба да има ниска за да го мотивираш утре да земе да работи. Точно, дека скоро секој што е во било каков инвалидитет, освен ако е, па и дури еден Стивен Хокинг, кој е двај, не може ни око да трепне, што се вика, заработува со својата интелектуална, но мора да им се помага на тие луѓе максимално. Ние имаме мерки исто така кои што во сите мерки прво и услуги, оваа категорија на ранливи групи, да речеме, невработени лица, во секој не учествува, но имаме мерки кои што се наменети само за нив. Пример, имам исто така мерка само вработување за добивање на грант на лица со инвалидитет некаков, нели? Некаква неспособност, кои што се сепак работно способни или пак тие социјално ќе бидат вклучени и ќе работат во овој бизнис, а друго лице ќе го раководи бизнисот.
Како ги контролирате работодавачите? Мене луѓе ми се јавуваат и викаат да, тамо не знам, картони, пакување, нелесна работа, државата му дава пари да ги вработи, да им даде плати, овој нити ги плаќа, нити ништо, вие го тужите, он додека ги тужи, затворил, побегнал, тоа е навистина голема злоупотреба се врши спрема тие лица. Кон сите корисници, работодавачи, на мерките кои што ги нудиме, вклучувајќи ги и вработувањата на лица со инвалидитет или пак било кое вработување, било која мерка, ние континуирано вршиме контрола. Дали работодавачот правилно ги искористил средствата, дали редовно исплатена плата и придонеси, дали лицата се на место каде што треба да работат. Пазете, многу пипава категорија говориме. Дали вие ова само ми го говорите на памет или на вистина ги контролирате? Не, ние на вистина одиме на терен и ги контролираме. Имаме 3-месечни квартали, 6-месечни квартали и секојдневно исто така издвојуваме време за, ама како за контрола, така и за информирање. Еве добро, за К15 кога се исплаќа, стана законски. Луѓето ги добиваат тие К15 се, но се приморани да му ги вратат во кеш на... Како се откриваат тие работи? Тоа самите работници може да го пријават анонимно, да, но страф му не е во наша надлежност. Како ќе го докажеш? Не можеш да го докажеш. И точно, секогаш треба да направиме подобри услови, да се стремиме кон подобро, ништо не е совршено. Ајде да почнеме со прашање. Сузана Крстевска вели вака. Во биро во Куманово ми велат не е биро како што било порано, да ве вика на работа, туку сама треба да си најдеш. Кај се јавувам за работа на огласи, ми велат огласот е распишан за одредени луѓе, тие веќе работат. Како почнуваат работа без конкурс, како јас да се запослам? Прво, не знам, многу некоректно делува вака од Агенцијата за вработување во Куманово вака да ја отфикарат. Ако е тоа вистина, еве ја и верувам дека е тоа така. Што она може да помогне? Има ли каде да се пожали? Така. Има ли каде да се посочи? Што и советувате вие на Сузана Крстевска? Да, дали така било известно, мислам тоа е неоправдано, нели не сме биле присутни да говориме кој и како постапил, но во моментов жената може да, ако смета дека обесправена или некое право не е дадено или погрешно упатена, може исто така да си поднесе представка која што може да ја упати и до Централната служба на агенцијата. Исто така може да се информира за своите права и услуги на нашиот вебсајт. Она е доволно само да биде евидентирана како активен барател на работа, за да и се понуди некаква работа. Во индивидуалниот план за вработување, кој што е како досие, лицето доаѓа, се евидентира во агенцијата и изработува индивидуален план за вработување. Во тој детално се наведува сите мерки им ги презентираме, во кои мерки сака да учествува, преку кои мерки сака да добие работа, за кои мерки сака информација, каде сака да работи, надвор, само момент, надвор од незиното, кога ќе дојде, доаѓа со лична карта на шалтер. На шалтер таму во Куманово во Агенција за вработување. Било каде, секаде постапката е иста, се надевам, исто и се применува. Пример, идам јас со лична карта на шалтер. Се пријавувам како невработена, пополнувам изјава. Потоа, одам во Скопје, пример, во работниот клуб, кај некој од колегите. Ми изработува детален и индивидуален план за вработување, досие за секое лице што го имаме. Сите податоци се опфатени, овие што ви ги кажувам, претходно му се презентирани на лицето и тоа лице не може да биде неинформирано, затоа што информацијата не се состои на мојата со вашата тет-а-тет средба. Откако лицето ќе замине, тоа се внесува хартијата во систем. Тоа е уствари во систем внесено, го пополнуваме, само се вади за да се подпише. Од систем излага мерка. Нели треба ова да и го кажат на шалтер? Ама она ги добива информациите. Пример, излага мерка субвенционирано вработување, а таа пополнила дека сака преку таа мерка, пример, да биде информирана и да биде вработена. Ме разбирате? Добро. Не заистига во моментот на објава на јавниот оглас и стига податок, СМС на мобилниот личен мобилен телефон дека мерката е објавена и може да дојде да аплицира. Ме разбирате? Меѓутоа, и податоците кои што ние ги добиваме, па некогаш не се точни, не знам зошто невработените лица оставаат па и погрешни мобилни телефони и ние всушност информацијата која што сакаат да ја добијат, а можат лично да ја добијат на сопствениот телефон, па не може да им стигне.
Така да тука, нели, двете страни треба да се слушнат, но Значи, вие може ја советувате слободно да да и помогнеме, мислам, нема проблем. И јас ако не можам може да во повикам, Куманова, нема може ни- да може дојде да и во дојде во Скопје. Скопје во Ако секое смета време. дека таму нешто Така. Дека некое право Вие не ќе е дадено, не е доволно добро ќе ги објаснето. посочите. Секако нема Добро, никаков проблем. човечки фер. Сега вика вака, праша ја зошто е лесно да отвориш фирма, лесно да затвориш или сакам да каже тешко да затвориш, тоа го одговоривме са Шосале. Да. Така што слушај емисијата од почеток. Фирма се отвора со своји пари, не плаќа заводот за вработување. Вие рековте дека Целосно го покриваме трошокот административен околу отварање, самиот чин нели на регистрација во централен регистар. Ама, Сметководител ако бесплатно го влезете- отвара, влезете влезе во- преку нашата мерка. преку вашата мерка. И даваме не средства сам со. нели за, мислам, ја Сашо абсорбиравме да слушаш, темата. трето прашање вели, дали може да се смени друг бизнис во рок од 5 години колку што е договорот со заводот? Договорот со нас е 2 години, не е 5 години и по истекот на тие 5 години слободно може лицето да го затвори бизнисот, да го смени во друга насока, друг да го превземе, мислам, дозволено е. Ние повеќе немаме обврска кон лицето, ниту пак Но во лицето тие кон 5 нас. години он треба да го тера Две. тој бизнис. 2 години. 2 години. 2 години. Ако види дека тој Бидејќи бизнис не ние иде, може даваме- ли да го промени во нешто друго? Не знам, отворил фабрика за чевли, па сега ете фабрика за кајши. Не Тука е може да нешто го сродно, затвори бизнисот, но може да но го може да проиначи продолжи да работи доколку нешто нели друго. повторно се за Во истото да тоа. отиде во друга насока му треба средства да инвестираме. Разбирате, ние даваме средства за опрема. Сега тој ако е способен да вложи повеќе и да го развива бизнисот во повеќе насоки, никој не забранува. Океј. Опремата мора да е присутна во самото седиште каде што бизнисот ќе постои. Таа треба да е нова и средствата, добро е да кажеме, дека не ги даваме директно на невработените лица на трансакцијски сметки, туку тие се исплаќаат по доставени фактури на домашни добавувачи. Па така ги заштитуваме нели домашните компании од каде што треба да се всушност купи оваа опрема. Океј, ќе се обидам сега да погледнам малку на мојот добро, малку зашлајфував со Ако нема проблем. се извинувам поради ова, да го отворам мојот фан пејдж каде што е стримингот и да прочитам некои од јавно објавените. Верувајте ми, почитувани, кога ми пишувате во инбокс, тоа е малце проблематично за мене да отворам, но можам да ги прочитам вашите веднаш кои и гледачите можат да ги видат. Се извинувам поради тоа. Малку заглавив. Океј, не можам малку со мобилниот, имам проблем овдека. Еве да ги видиме овде да освежиме, па неколку подпрашања. Можеш да го даеш мојот профил, режија. Еве неколку работи овдека. А Да што се ако свртам? директорот нема исплатено плата? Да, свртете се во моментов бидејќи на компјутер. Што ако нема исплатено плата од август месец, што може да се преземе? Обврска е на работодавачот Знаеме, нели, знаеме, да знаеме. исплати платата. Не го повторувајте законот, туку Тој што. не може за едно лице да не исплати плата, значи декларацијата мора да помине со сите вработени или воопшто нема да помине. И ако не се исплати плата или ако било кое друго право од работен однос е прекршено, може до соодветниот инспекторат, тоа е државниот инспекторат за на труд. Дали ќе биде анонимен? Дали ќе му кажат они... Анонимно може да поднесе, може Не може ли лично... да го исцинкарат, па после он да си сноси последици, бидејќи тоа е најголемиот страф кај луѓето. Професионално треба луѓето во овој инспекторат да се извршуваат задачата и нормално да не биде на некој начин предадено лицето кое што поднело таква пријава. Можете ли да им помогнете, еве некој да дојде кај вас и Нема да рече проблем, имам проблем, страф ми е вака Ќе и го вака? патиме до соодветна институција, ќе му кажеме на каков начин треба да постапи секако. За се што е поврзано со темава може да се помогне. Исто така добро е и некои лица да вака малку у контекст нистово да укажеме ако некој не може да се одјави од работен однос, пример, го нема работодавачот, затворена е фирмата, го нема седиштето, таа функционира, пример, на хартија во централен регистар, но не постои де факто и нема кој да го одјави, повторно лицето оди во
трудовиот инспекторат, државниот инспекторат на труд и поднесува представка и барање каде што инспектори излагаат на терен, констатираат моментална фактичка состојба и доколку се констатира дека нема кој да го одјави лицето, во тој случај по налог на записникот ние го одјавуваме ова лице од работен однос, бидејќи имаме и вакви понекогаш ни се појавуваат вакви случаи, добре вака да му кажеме, некој може се наоѓа во таква состојба. Како може основач на Сдружение на граѓани да биде избришан од евиденција со образложение, па ете сте се вработиле? Не го разбирам. Јас не го разбирам. Дејан Мојсовски го напишал тоа, ова е јавно. Така, кај нас во евиденција се регистрираат на невработени лица, само невработени. Тие не можат да бидат ни основачи, ни управители, што значи дека јас не можам да го избришам, бидејќи тој не може да биде впишан во евиденција, ме разбирате? Значи, ако се работи основаш на Сдружение на граѓани, тоа е непрофитна организација, може да биде избришан од тогаш? Од Централен регистар им даваат потврди за каква организација се работи, нема проблем, ги надминуваме тие работи. Закон за трето дете, имам 3 деца, не ми одобрија ни вработен сум, ни ништо. Моите деца не се деца, од семејството кои се вработени сите одобруваат, прашај брат, жити се. Гоце Белчевски, малце да си појасен, стварно не те разбирам, зошто ја имам 3 деца, па не добивам никаква накнада затоа што моите 3 деца беа пред законот. И ја го јадев, така што требаше на 50 години изгледа татко да стане, не знам што да ти кажам. Во моментов малку сум збунет, не знам што да ви одговорам во вакво нешто. Ве молам кога ги пишувате, бидејќи се ова јавно напишани овие ваши прашања, би сакал да бидете малце поконкретни. Во овој момент малку ми прави Фејсбукот проблем, не ми ги објавува сите. Ќе го прекинам за време на паузата на вториот блок реклами, ќе го прекинам преносот на Фејсбук и ќе можам да ги прочитам сите коментари до сега. Добро е да споменам и програмата D10 која што ќе продолжи согласно ветеното во програмата. Што е тоа? Тоа е вработување на повторно на еден начин ранлива категорија на граѓани, а тоа се лица кои што до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа и преку оваа програма до сега над 143 лица се вработени веќе и таа ќе продолжи во иднина вака. Може би некој од гледачите нели се наоѓа во оваа категорија па да чуе. Добро. Рижија, ќе ве замолам за вториот блок реклами, а веднаш потоа и ќе продолжиме со одговорите. Навистина не очекував дека олку ќе идеме. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме. Јас и Слободанка се размуабетивме напредни IT вештини, а цело време гледачите на стримингот не слушаат. Нашето интервју не престана. Кои се тие напредни вештини за IT? Вака, добре за младиве луѓе да речеме, така. Да слушнат дека имаме и ќе продолжиме. Дел од мерките се уште може да се користат да дојдат гледачите и да аплицираат за мерка напредни IT вештини, различни програмерски пакети кои што може да ги добијат и ова е скапа мерка, бидејќи лицата кои што ќе ја поминат истата добиваат сертификати директно од Microsoft и исто така тие пред да аплицираат мора да имаат познавање добро на компјутерски вештини во која што нели област аплицираат, бидејќи имаме тестирање претходно за дали се спремни да ја започнат оваа обука, бидејќи по незино завршување тие мора да поминаат меѓународни тестови за да го добијат сертификатот. А кои се тие за кои сегменти? Веб дизајн, програмирање, зашто? Сите сегменти ги имаме, AutoCAD, сите, точно. Photoshop. И исто така имаме за оние кои што се не ли конкурирате на Семос на пример за тие система провајдер тоа се спроведува и провајдерот ни аплицира за да ги изведе овие
добија обуки. Сега во наредната година ќе видиме, односно во оваа веќе цело време наредната си ја велам, ќе видиме кои од нив ќе бидат опфатени, но и за оние кои што всушност не знаат да речеме доволно компјутери или јазици, имаме мерка за основно познавање на компјутерски вештини и на странски јазици. И во оваа мерка може да дојде биди И уште едно нешто многу интересно е ова за сакаш да си идеш на време дома, оти ја можам и до 2 сабајле. Ова е за младите особено исто интересно. До 2 сабајле тераме. Сертифицирање на булац. Тоа на булац, англиски јазик, сертификат кој што треба сега да го има секое лице кој што сака да работи во државна администрација, согласно новиот закон или за државна администрација. А што значи тоа со овладување основни? Excel, Word... А тоа е друга мерка, основни вештини, Excel, Word, PowerPoint, основни вештини компјутерски кои што може да научат и странски јазици. А ова булацот, ние целосно го плаќаме, булац. Да. И лицата булец како булет, како куршум, како булец, сертифициран испит по англиски јазик. Аха, булец. Добро, се извинувам, не го Туку како информација само за младите луѓе кои што можеби се невработени, немаат шанса да си го платат овој испит и обуката за да истиот сертификат го добијат, а да може да аплицираат на одредено работно место. Сакам да кажам дека во секој сегмент нудиме обуки и на секаков можен начин им помагаме. Океј. Прашање. Владко Тасевски веќе. Добро бе, слушам и ви се чудам. 7278 места слободни. Вие изгледа ептен розови очила имате. Една работа е тоа, друга работа е колкава плата ќе ги вработите луѓето. Владко Тасевски, не те разбирам што ти е проблемот. Факт е дека ако отворите постојат 7278 огласи кои не ги дала агенцијата, ги дале компаниите. Што ти е проблемот? Што би му одговориле? Ја не, точно е, ниски се платите. Што правиме тука? Значи, сакаш земи или остави. Има во Македонија места каде што се и добро платени, претпоставувам. Точно, платите различно се движат. Малце тешко се стигнува на тие работни места. Но не можеме нели се одеднаш. Тие континуирано платите се зголемуваат, збориме за минималната, ако не се исплаќа секаде минимална плата и за секое работно место. И сега ако има потреба, нека дојде човекот ќе му помогнеме да видиме зашто се работи, оти не го разбираме прашањето. Јас не повеќе му беше констатација. Констатација, да, веројатно. 2 години на истата позиција не смее да вработи работник како претходно е испуштен. Дали го разбирате? Да, ова веројатно е за можноста Македонија вработува, која што вели дека еден работодавач не може кај себе да го прими лицето кое што претходно го отпуштило или тоа само си отишло, односно со еден збор кај него претходно работел. Зошто е тоа така? Минимум 2 години наназад тоа го гледаме односење на законот. Зошто? Заради тоа што сакаме овие да бидат нови работни места и да не се злоупотребува. Што би направиле ако не постои оваа причка работодавачите? Денес објавува можноста, ќе ги отпуштам тројца, преку мерката пак ќе си ги земам истите тројца. Ме разбирате? Е сега не е тоа целта на можноста која што се крира, целта е да се отворат нови места и луѓе кои што се невработени, нови луѓе да пристапат на работно место. Ме разбирате? Океј. Со субвенцијата работодавците испуштаат претходно вработени лица за да вработат нови и да ја добиваат односно од државата. Законот не предвидува казна доколку работодавачот испушти од работа лице за да вработи ново на истата позиција. Напротив, вика само бројот на вработени да не се намали. Ова би требало да се коригира со законот да функционира подобро. Не е точна конституцијата, бидејќи работодавачот, доколку вели во првиот дел нели од коментарот дека отпушта работници за да земе преку мерката, во тој случај работодавачот не може да учествува во мерката, односно ако тој го намалил бројот на вработените кај себе кои што ги имал до пред објавување на мерката, тогаш не може воопшто да ја користи оваа можност, ме разбирате? Мора да го задржи тој број што го имал, ако имал 10 вработени, 10, па 11-тиот да го земе со мерката. И не сме да отпушти ниту еден од тие 10, ниту пак овој 11-ти, за да го задржи ослободувањето. Но, доколку тоа лице си отиде или не исполнува работни обврски, пазарот на труд е слободен, може и има обврска да го замени во рок од 30 дена со ново лице од истата категорија, а ако не го замени, ќе ги врати при донесите, што значи дека повторно имаме некоја нели постои рок на пријавување и дали ако се испушти тој рок автоматски се исфрлени од
За двете евиденции, во првата Значи, евиденција, така, го има разбирам. рок на пријавување, ако не пријавиш до рокот до кој ти е автоматски компјутерот ти сврда од агенцијата и за тоа немаш право за здравствено осигурување. Она вика дека е ова апсурд, господин Ѓорѓи Темелковски. Добро, два аспекти има прашањето. Првото е доколку е активен барател, ја народски ќе ги сега образложувам, доколку е активен барател на работа, има обврска еднаш во 30 дена или 12 пати во годината да дојде и да се евидентира. Тоа му е единствената обврска. Доколку таа му е единствена обврска за 30 дена да дојде еднаш да се евидентира. Имаме подрачни канцелари во повеќе општини во Скопје за да биде Бети близко. Бандева не дошла на време. Колку пати годишно? 2 пати. Не, 12 пати на 30 дена еднаш. На 30 дена И еднаш имаме секој подрачни ден. канцелари кои што им се блиски до местото на живење за да не прават Така. трошоци за превоз. Но доколку не дојде не исполни единствената обврска, ништо друго нема обврска, во тој случај нормално дека системот ќе го исфрли. Се смета дека лицето штом 30 дена, 35, 40, 60 не се појавило, престанало да бара работа, ме разбирате? А во другата евиденција во пасивната, која што не уживаат никакви мерки услуги, таму само 2 пати во годината, на 6 месеци Твоите доаѓаат. колеги од И за Центарот за здравственото. вработување, Само за здравственото Полека на малце. господинот не му одговоривме. Не му одговари. Дека не е поврзано. Ако се избрише од кај нас или да не доаѓа да се вработува, или претходно зборевме, не го губи здравството. Во Овие заблуда викаат е. дека го губи и дека плаќале по 2300 за здравствено осигурување. Не, ако бил невработен, не го губи здравството. Меѓутоа, ако бил вработен одреден 2, 3, 5 дена една недела, тогаш мора за тоа да се плати. Може за тоа му е токав износот на придонесот. Сега вака малку е неоправдано, нели? Бесплатно е здравството за сите. Да. За сите невработени. За сите невработени. И дали тоа, оваа година и тоа се реализира во Фондот за здравствено осигурување, не кај нас. Да не дојде до заблуда да дојдат утре сите кај нас. Твоите колеги од АВРМ Центар за вработување на град Скопје го објавија следново, вика: почитувани за сите ваши прашања кои што нема да бидат одговорени во текот на емисијата, ве молиме да не најдете на нашата фејс страна АВРМ Центар за Така, вработување на Скопје и ви ветуваме дека истите ќе бидат одговорени со најкраток може рок со почит. АВРМ Центарот Скопје има своја фан страна, Океј. на која што континуира. Каде? На Facebook. На Facebook? На Facebook. Ај нека одговорат тука, да не се препишуваат ово, да не се Нема губат. проблем. Така што и сите, На двете веќе- места, на двете места Добро, одговори. нека одговорат Е, така. тука. Убаво што се спомна IT Некој ако секторот каде сака што во инбокс па нели персонализирано му се одговори, мислам не секој сака се да биде објавено, може слободно и така да пише. Или да дојде состанок ќе направиме, не е никаков проблем. Добро, имаш енергија. Ја можам до 2 сабајле, нема проблем. Ја малце забрзав тебе да те ослободам, ама нема проблем. Дали може за такси дејност, прашува Јован Димитриевски. Такси дејност во оваа година не може. Зошто? Ќе одговорам, наидовме на еден, да не кажам, временски проблем кај овие лица, бидејќи тие не смеат да отворат, да регистрираат фирма пред да ги земат средствата, а додека не регистрираат фирма не може да аплицираат во градот за да добијат лиценца. И автоматски некој може ние ќе му одобриме отварање на ваков вид А нема да бизнес, земе а нема да лиценца. земе лиценца. Што правиме понатак? Така. Да. Тоа треба со градот некако да направите Па некој. не можеме, таму потребата како си удат таксисти, како се затварат, значи таму е перманентно квотата ограничена малку, така не малку може. е потешко И за нефер ќе биде спрема другите, да, така. за корелација. Убаво се спомна, пишува Димитар Пожаренков Джими, убаво се спомна кратко IT секторот кој што е 2013 активно барам работа преку Агенцијата за вработување, дипломиран софтверски инженер кој што низ цел све струката е во дефицит. Само тука не може да се најде работа. Не. Па и тука е во дефицит. Нека повели, ќе побараме. Ќе се потрудиме да најдеме. Па он вика дека од 2013 активно бара преку Агенцијата за вработување. Нека дојде, ќе провериме, ќе побараме, ќе помогнеме. Океј. Димитар, еве да ми пишеш. Во инбокс. Слободанка Так. вети јавно. Бети, ова е плячкање на некој си одговара, Весна Николовска, ова е плячкање на народот, ако не сме вработени, од кај ќе наоѓаме пари сами да се плаќаме здравствено осигурување, во случајов и јас и маш ми не сме вработени со 3 деца, нормално здравствено осигурување ни е неопходно и ќе мораме да се снаоѓаме. Па го абсорбиравме тоа дека е бесплатно, не знам. Значи, не се информирани најверојатно. Значи, господјо Николовска, Весна Николовска, здравственото осигурување за сите невработени е бесплатно. За да
они бидат невработени, треба да бидат пријавени кај вас? Не треба. Не треба да ако е бидат само за здравственото. само за здравство. Одат во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување. Не кај вас, туку во Точно, фонд. Не треба да е пријавен кај вас Не треба. за да добие бесплатно Не здравствено. Значи, дали е плячкање или не, веќе имаме малце поинаку. Почитам господин Илковски, почитам директор на Агенцијата за вработување, на искрен одговор. Какви се шансите за вработување на мој пријател од Скопје, не користи Фејсбук и ме замолим во негово име да праш. Бара активно работа 3-4 години преку Агенцијата за вработување на РМ. Се работи за дипломиран шумарски инженер со висок просек. Молам за искрен одговор и насоки за вработување негово ќе му биде пренесено и може во меседжен и така натаму, и така натаму. Што да му одговориме на тој? Па вака е малку сувопарно, знаете како додека не се видиме со лицата. Јас би предложила сите оние кои што се заинтересирани да ги повикаме на една индивидуална средба. И да видиме што можеме да помогнеме. Бев за на пократок обука или во подолг здравје период. Радово и добив сертификат за одгледувач на молзни овци, но фирмата не задржа ни еден на фармата за овци. Сакам да прашам, кога ќе почне обуката за IT вештини да се пријави и заинтересира било кој вардајски регион? Но вие рековте дека фирмите што им даваат обука не се задолжени. Немаат обврска. Да. Така. Може вие веднаш да за дојдат се тие што обучат. сакаат да аплицираат за IT да ги информираме. Уште Добро. утре од 8:30 до 16:30. Доколку ти одобрат грант и имаш можност за дополнително вработување со плюс парична помош, дали за тоа вработување се плаќаат придонеси уште од првата година со услов да се задржи вработениот само една година или пример 25 години и 3 години државата плаќа придонеси 25 годишен и 3 години државата плаќа придонеси и потоа работодавачот. Дали е јасно? Мене ми е јасно. Веднаш од првиот месец работодавачот е ослободен за плаќање од обврската да плаќа придонеси во висина на просечна плата. Ако се работи за лице од 25 години, 3 години трае ослободувањето. Значи 3 години. Уште една мора да го задржи на работа. Уште една година. Така. Сакам да прашам кога веќе владата сака да им помогне граѓаните за отворање сопствени бизнис, зошто тогаш се чека по 7 месеци за да може да отвориш фирма, а што ќе прават луѓето за тие 7 месеци, а што ќе просперираат, обстануваат тие 7 месеци додека го добијат кредитот, бидејќи не треба да си вработен или слично, не биде на пример 2 месеци најмногу наместо 7 да се скрати тој период. Па не е 7, од 3 до 4 месеци како што кажав трае вработувањето, односно регистрацијата на бизнисите преку мерката само вработување со грант, и тоа е така направено бидејќи на цела територија на Република Македонија сите корисници во исто време објективно, транспарентно мора да ги завршат сите фази. Од обука, од спремање на бизнис, од регистрација, од набавка на опрема, и вака еден сеопфатен период кој што ние што можеме повеќе го кратиме, но и не е добро да биде нели и прекраток. Поздрав до вас и до водителката, ми зема работата, значи катастрофа. Зошто не објасни дека во тој бизнис се враќаат парите и ако не им оди бизнисот со тоа што бараат двајца други жиранти? Најверојатно ги мешаат мерките. Во само вработување, кажавме нели ако се затвори во кој износ се враќаат, а во кредитирање барам да или жеранти, или влог, или хипотека, значи нешто тоа не го бараат банките за да гарантираат нели за средствата кои што ги исплаќаат. Не разбрав. Тоа Добро, детали, пишува да не Ивановска Рози, невработено лице не мора да се пријавува во задот за вработување за да има здравствено осигурување. По 10 пат, кажете им. Не мора да се пријавува. Значи, за да имате... Не мора да биде евидентиран во ниту една евиденција на агенцијата за да користи здравствено осигурување. Ако бара работа, буирум во агенција. Благоја Милојевски прашува, Јанко, колку пари е пица бурек? Пица бурек само недоветен и човек без крајен вкус. Имате среќа што јас не сум некаква власт, бидејќи би забрано. Бурекот треба да биде само со спанеќ, сирење или месо. Се друго е бљак. Срамота би го забранил со закон. Ако продолжиме да се бајали на бурек, треба да идеме. Тоа ти ки идеш, ја не ме знаеш од порано. Среќа. Па ти делувам сега можеби нормално. Бурек за мене е забрането. Прашање, доколку се земе грант од 3000 евра, добиваш плюс 1500 евра за дополнително вработување. Дали тој вработен плаќа придонеси за тој вработен плаќаш придонеси една година максимум, потоа нема потреба да го задржиш или не плаќаш придонеси затоа што е пример 25 годишни и државата плаќа 3 години па
една работодавачот. Ова нешто веќе го елабориравме. Конфузним се, да, елаборирано е. Треба индивидуално да се издискутира, ги задржуваат во било која, значи, категорија, ги задржуваат онолку колку што имаат обврска. Е сега за 25-4 години мора да го задржи, а ослободувањето, кој што рековме, почнува од првиот месец. Седик Демир вели вака: нека немачка очи на јавноста, народов не сме глупи, затова и ги губат гласачите. Мене од невработен ме префрлија во вработени. Седик Демир. Може ли од невработен да префрлите некого во вработени? Не е возможно, како е. Може ли Седик Демир да го пратам кај тебе? Нема проблем, веднаш нека дојде. Слободанка, еве, Седик Демир, те А ние праќам. по 10 пат ги добивме изборите, во заблуда е. Тоа е ваш проблем. Седик Демир, те праќам кај господја Слободанка да се види твојот проблем. А Да го јас ве видиме замолувам, статусот, веднаш ќе го провериме јас лицето ве и ќе ви замолувам да информирам. видиме, да ви информирате и Садик Демир да ме информираш со што те мачкала Слободанка, ако Да. веќе те измачкала кога Точно. си бил кај Да. незе. Чекај, трет пат прашувам и гледам дека го прескокнуваш прашањето. Ленка Тонева, зошто не објасни дека за кредит што го одобрува заводот при вработување е потребно жиранти? Па кажав. Тоа банките го бараат, значи Да. или жиранти, или хипотека, Да, било или што за да некаков се гарант. гарантиран или дека Тоа банката го бара, а не тоа вие. да, условите се Ленка дефинирани од Тонева, банката. по трет пат да ти објаснам, Види, вака, ние можеме- не мора да бидете дрски, гледате дека има многу и на вистина. Не Ако можеме не ви да се ги допаѓа, абсорбираме детално. Ако зборуваме Ја- за секоја мерка детално, тука 2 дена ќе седиме, мислам. Ја немам проблема, гледам вие сте расположени. А секој што е заинтересиран за секоја мерка, посебно мене драго ќе ми биде сите гледачи кои што денеска се најдоа во било кој дел од разговоров и ги интересира и сакаат нешто да искористат, да Еве вака. дојдат во центарот. Еве вака. Весна Мичич Божиновска, изгледа низиниот сопруг не може, па еве она пишува место него, вика 10 години е активен барател на работа. Не знаеме кој име и презиме за да веднаш провериме. Редовно се пријавува во агенцијата во Скопје. Ниту еднаш не му се јавиле од агенцијата да му понудат работа. Сега само еден ден задоцни да се пријави и го избришаа од евиденција. Зарем за 10 години агенцијата не најде за сходно една работа да понуди. Пишува Весна Мичиш Божиновска. Господјо Божиновска, ајде молам пратете го сопругот кај господја Слободанка и ве молам информирајте ме, а ја ќе побарам. Значи 2 работи ќе чекам повратна информација. Бидејќи сте доста храбри, ја ви честитам на храброста, ова јавно го кажувате, дека ќе се заложите и дека Да. дека работите регуларно и покрај тоа што ве Овие обвинуваат за бачкање. остануваат податоциве на вашава На така, Facebook да. све ќе остане. За да може да се ги превземе. Еве, појаснувам, брат. Имам 3 деца, најмалото 1,5 години. Жена ми е од Хрватска со регулиран престој. Предадовме документи, не одбија и рекоа да не губам време, нема шанси да одобрат. Дали има врска ова за трето дете со вас? Нема со нас. Нема со Не го вас. регулираме, Гоце Белчевски, да. значи Затоа што агенцијата за вработување не е овдека задолжена, тој е труд и социјала. Кој е задолжен за трето дете, ако имате информација случајно? За исплата на надоместокот, да. За трето таму, дете. да. Добро. Димир, значи, Гоце Белчевски, господјата е од агенцијата за вработување. Добро. За млад земјоделец неповратен кредит од 10.000 евра за трактор и уште нема одговор. Тоа е најверојатно во Министерство за земјоделие, тие се други мерки кои што ги добиваат и ослободување земјоделците. Повторно не е во наша надлежност. Не е во ваша Така, да. надлежност, добро. Доколку се добија грант од 3.000 евра, помош од 1.500, добро, ова истото веќе го одговоривме. Поздрав до вас, за благодарение за кратко време ми одобрија надоместок неповратен од заводот. Поради губење на работа после породилно редовно исплати и тоа е одлично додека не се најде нова работа. Големо браво за мерката. Зорица Николова Ѓорѓиевска еве јавно напиша дека бенефит имала од Така, ова. одлично. Дарко Огненовски вика, имам здраво, имам отворено фирма, 1 година, немам земено грант 3.000 евра и дали некако сега можам да ги земам. Фирмата ми е за парно грејење, водово за врвување, кажете ми како да најдам работа, дали има можност агенцијата за вработување да ми понуди, дали има такви опции и така натаму. Може ли да му се Преку помогне кога мерката веќе... само вработување со кредитирање може да се земе средства
За веќе отворена фирма. Да, како што кажав. Добро. Веќе постоечки компании може да аплицираат во кредитирање на правни лица, каде што мора да вработи лице за средствата кои што ќе ги земе. Ана Симоновска вели вака. Кој е бенефитот на Агенцијата за вработување за луѓе над 58 години кои се навработени, а се пасивни баратели на работа? Претходно го елабориравме прашањево дека оние кои што се пасивни Мораме баратели да на повторуваме, работа, Слободанка, извини. ако нема проблем, не може да учествуваат во мерките и услугите. Немаат права, но тоа значи дека утре во рок од 10 минути се менува од едната во другата евиденција и веќе сите права и се достапни. Вака, Дејан Мојсовски вика, еве Јанко попрецизно околу здруженијата, претходното прашање, на граѓани водам 2 здруженија во кои членови се претежно наши еминентни музичари, ниту еден не е вработен, а до сега имам сознание дека 7 од нив се избришени од евиденција, мислам дека одговорот не е на место, агенцијата треба да обрати внимание какви податоци добива и од каде. Ма не го разбирам. И јас не го разбирам, господине Мојсовски, еве, стои, виси вашето. Ако сметате, јас стварно не можам да ве разберам, господјата, стварно не разбираме што ви е проблемот, но стои ова и некој ќе се потруди, а секако она ви стои на располагање да ја контактирате. Емисијата е супер, одев на обука за козметичари, дали ќе може да ми одговорите за поканата што беше за во Хотел Русија за маникир, поздрав. Имате такво нешто? Барат да ја завршиме емисијата? Сори што барате, ми имам уште малце работа. Кажи му на Рики кој нека си иде, ја кој ќе ја завршам, ќе дојдам у режија и ќе исклучам. Само нека остави кој е копче да го исклучам. Што да ти кажам? Имате нешто конкретно за тоа? Не знам што прашува. Океј, јас се извинувам, почитувани гледачи. Времето ни истече. Вашите прашања остануваат овдека. Ќе се обидеме на сите да одговориме, кој сака може да повели лично да дојде и да се разбереме. Каде тоа треба да дојде? Каде сте вие лоцирани? Во Центарот за вработување на град Скопје, тоа е во Капиштец на улица Васил Ѓоргов, по старо Завод за вработување, можеби некој го знае. Иста е локацијата. Кога ќе влезат лево со шалтери, реално, може ли да се дојде до вас? Може. Јас секојдневно си ги примам сите странки кои што доле ќе си најават барање или ќе упатат. Значи, ама треба да се најават да упатат барање. Така, може ли телефонски да не доаѓа па да не чекаш? Мојот телефон е на веб страната запишан и јавно достапен, јавно, да. Кој е вашиот телефон? 078 487 405. Континуирано добивам јас сабота. По тој што се слушавме јас и вие? Па тоа е за сите нормално. Храбро, браво. Цело време работодавачи и странки саботи недела звонат, мислам тука сме за да помогнеме тоа што можеме и што е во законски рамки, нормално. Пријатно сум изненаден од енергијата, не дека сум потполно задоволен од работата на агенцијата, напротив, далеко е тоа. Иначе далеко сме од совршено општество, но ми се допаѓа оваа позитивна енергија и се надевам дека не е само медиумска форма, но и ќе ги читам и ќе ги следам и дека вие навистина искрено им помагате на гледачите. Благодарам за овој информативен разговор. Обширен, толку беше од мене. Се надевам, помогнавме некому. И јас се надевам, искрено. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, и добра ноќ. Секако, фала ти многу. Ќе си стигнеш на време за синот да го успиеш. Пошто ги знам децава. Да? Блазесите моите кај легнува на 5 години до 1 до 2 цртани филмови. Картун Нетворк. Драги мои, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.